2020 година Ланд Сервис има поднесено кривична пријава на претходен управител на Ланд Сервис и на, така да го наречам, партнер на Ланд Сервис, со кој што имаат настапено на јавна набавка во 2018 година во службите за општи заеднички работи на Република Македонија. По оваа кривична пријава, партнерот, кој што е носител на групата, престанува да врши исплата на финансиските средства на Ланд Сервис. Истиот, значи, ги наплаќа 100% од договорниот орган, меѓутоа 50% кои што треба да ги исплати на Ланд Сервис, не ги исплаќа. По кривичната пријава која што е поднесена во 2020 година, се уште нема разрешница, односно во 2021 година Ланд Сервис има добиено решение од обвинителството за организиран криминал, кое што се произнесува дека не е надлежно да постапува, меѓутоа се произнесува и дека има основано сомнение за кривично дело измама и дека истото ќе го врати повторно назад во основното јавно обвинителство. Ланд Сервис оваа кривична имаше испратено до основното јавно обвинителство, меѓутоа основното јавно обвинителство, бидејќи станува збор за јавна набавка, самото ја препратило до обвинителството за организиран криминал. Од 2021 година, од кога е добиено ова решение, и од кога сме известени дека е вратено во основното јавно обвинителство, ние се уште немаме никаква разрешница, никаков одговор од основното јавно обвинителство во однос на тоа дали ќе покренува или нема да покренува ако смета дека не постои кривично дело. Во меѓувреме, поради оваа кривична пријава која што има поднесено Ланд Сервис, во текот на 2020 година, партнерот на Ланд Сервис, кој што е носител на јавната набавка, бидејќи имаме настапено како групна понуда, значи на набавката, престанува да врши исплата. И сега, пријавувајќи кривично дело во кое што Ланд Сервис е оштетен за отприлика околу 3 милиона денари, доаѓаме во ситуација да Ланд Сервис претрпува штета од дополнителни 48 милиони, кои што ги утужува по фактури во 7 постапки, каде што се обидува со времени мерки да ја обезбеди наплатата, кои не се прифатени од страна на судот. За целиот период, поради ваквото постапување или непостапување од страна на државните институции, Ланд Сервис се соочуваше со голем предизвик да се одржи, односно поради финансискиот притисок да не отиде во стечај. Најголемиот проблем е во тоа што по тужбите по фактури, кои што се пуштени во 2020 година, ние сме 2023 година и се уште немаме разрешница, односно пресуда, каква и да е таа, и после 3 години во првостепен суд. Од овој денешен аспект гледано, произлегува, или сме на мнение, дека со самата пријава кривична од страна на Ланд Сервис дека е оштетена, всушност наместо Ланд Сервис да успее да, како сакате, да ја наплати таа штета или да стави крај на едно кривично дело, всушност тужените продолжија со кривични дела во континуитет, бидејќи немаше никакво постапување од страна на државните институции до сега, а Ланд Сервис од штета 3 милиона стигна во ситуација да има штета од над 50 милиона, за кој што и ден денес стравува, дури да ги добие, дали воопшто ќе може да ги наплати. Ова е, да не речам, уби го гласникот, како на времето кога
нели гласниците кои што носеле некоја вест кај кралевите, а не била по волја на кралот кој што ја добивал, па го убивал гласникот. Односно, не знам која би требало да биде наравучението за Land Service, дали дека во иднина доколку гледа некое кривично дело, не сме воопшто да постапува или треба да трае, да молчи, за да не претрапи уште поголема штета. До кои институции се обративте вие освен до обвинителството? Како компанија? До обвинителството се обративме. Нешто подоцна во 21 година, мислам дека се обративме и до финансиска полиција. Land Service се обраќаше и до барајки неминовно помош и како да обстане и до грчка амбасада, бидејќи сопственикот е по националност грк. Од грчка амбасада имаат, колку што сме запознаени, се имаат обратено, претпоставувам, во Министерство за надвршни работи, од каде што им имаат одговорено дека, не знам, ќе се разгледа случајот или така нешто, меѓутоа нема никаков епилог до ден денеска, да не речам да нешто мрдне од мртва точка. Најголемиот проблем во целата ситуација е дека има премногу одолговлекување, дали ќе е тоа во начинот на постапувањето во обвинителство или ќе е во судовите, затоа што законот, нашиот закон предвидува дека тужба по НП на решение во првостепен суд треба да заврши за 6 месеци. Ние еве 3 години веќе имаме тужби по фактури, а се уште немаме пресуда по првостепен суд.